Како што можевте да слушнете и од самата најава, почитувани фолк пријатели, повторпат гостин во емисијата Мега Фолк е фолк интерпретаторот на македонски фолк песни Христијан Тришовски. Христијан, здраво и благодарност што еве на, можем да речем, на задоволство и наше, меѓутоа и на твоите обожаватели, повторпат гостин во Мега Фолк. Здраво и од мене, голема благодарност до телевизија Мега што како повторпат ми овозможи да бидам гостин во вашата емисија и голем поздрав до сите гледачи. Благодарам, Христијан. Христијан, рековме дека твоето гостување повторпат во нашата емисија е со повод, нели? Ние разговаравме минатата емисија кога ни беше гостин во првите емисии на Мега Фолк, зборувавме нели околу твојата музичка кариера, почетоците и се она што го работиш и ти заедно нели со твојот бенд. Меѓутоа она што е ново е тоа што ти заедно со твојот бенд пред некое време снимавте повеќе сплетови, односно препејување на познати македонски песни и за истите снимавте и видеозаписи. Може ли еве нешто повеќе околу тој ваш новитет? Па, како и што знаете, подолг период настапуваме ние по нашите кафани и други свирки, но барање на публиката имавме некои песни така што се одбрани, што често пати ги пееме на свирки, многу често. И така рековме, одлучивме со бендот да ги препееме, да ги преработиме на еден наш стил. Секако тука имам улога повод голем дека и бендот ни се прошири со уште еден нов член, хармоникаш, и моравме да снимаме нешто ново за да можеме да се презентираме во публиката. Како се прифатени еве до сега? Дали можеби се вртат и на радиостаниците? Еве премиерно можем да најавам дека токму и денес во нашата емисија гледачите ќе видат дел од тие ваши снимки, од тие ваши кавери, како што нели сега модерно се нарекуваат. Како е прифатена таа ваша сега нова музичка агенда што имате направена? Па, како за почеток е одлично е прифатено од публиката, од слушателите. Нормално имаме побарувачки сега за нови песни, пример како што ни викаат дали можете таа песна да ја препеете. И сега поради тоа на 29-ти ќе снимаме нови кавери, нормално да исполниме желбите на публиката. Така, Христијан, што друго ново еве работиш во моментов, освен што си преокупиран нели со настапи и нови снимања, секако и твојата професорска работа во основното училиште тука во Кичево. Може ли еве да ни кажеш што е актуелно друго на музички план кај тебе во моментов? Во моментов на прво место сега на 24 имаме хуманитарен концерт за доизградба на една црква во едно село Кичевско. Така да тоа е на прв план, се мораме да го организираме во што подобро светло за да собереме што поголема публика. Нормално еве поздрав до сите гледачи, примери од Битола и до цела Македонија, ако се во можност на 24 во Домот на културата во Кичево од 20 часот можат да присуствуваат, да дојдат да помогнат, секако тоа е што поголем број, тоа е подобро за црквата, за изградбата. Христијан, твоето семејство, како што знаеме, многу пати помагало на ваков тип на настани, значи преку организирање на хуманитарни концерти. Јас еве и сега ќе ви посакам успех, успешно да го реализирате и овој концерт, и секако и тебе ќе ти посакам многу успех во твојата понатамошна музичка кариера и како солист и како член на твојот бенд заедно со твоите колеги. Јас тука би сакал да привршиме со разговорот, бидејќи сакаме нели на гледачите да им понудиме повеќе музика во нашата емисија, а она што ќе следува токму во продолжение после нашиот разговор ќе биде она што го најавивме уште на почетокот, значи да слушнеме како изгледа таа изведба во живо Христијан Тришовски и бендот во кој што вие членувате. Благодарност уште еднаш и многу успех. Благодарам до вас, поздрав до цела екипа на телевизија Мега, до сите гледачи, и се надевам дека ќе бидат задоволни од нашата преработка на новиот сплет. Благодарам. Почитувани фолк пријатели, нашата емисија продолжува со Христијан Тришовски, неговиот бенд и убави македонски фолк песни. Останете со нас.